Благодарам, господине председател, колеги пратеници, колега Илиевски. Значи, Комисијата за избори и именување е една од најважните комисии за која што дебатираме веќе неколку дена тука. Предлозите од политичките партии се доставени за членови и заменици во истата комисија. Во најголем дел се во ред предлозите, меѓутоа никако не можам да се согласам со некои членови од оваа предложена комисија за членови и заменици, предложени од СДСМ, кои што активно учествуваа во сквернавењето на символите, институциите на Република Македонија. Она на што треба да внимаваме е на моралниот и етичкиот кодекс на самата комисија и на луѓето кои што ќе бидат сместени таму. Да не пратиме како комисија одредено прашање кое што одредена порака која што ќе стигне на погрешен начин до граѓаните. Меѓутоа, колега Илиевски, јас би сакал да спомнам, бидејќи во вчерашниот ден беше спомната, денеска и колешката Авировиќ го спомна истото, а јас ќе го парафразирам, бидејќи се уште немаме стенограми од збороите на господинот Џевад Адеми, кој што кажа дека барањата на Алијансата на албанците и дуе цената што СДСМ треба да ја плати. Па затоа, колега Илиевски, јас би сакал да ве прашам, дали членовите, потенцијалните кандидати, членови и заменици, членови на Комисијата за избори и именувања, ја знаат цената? Дали ги знаат барањата кои што се депонирани до Социјалдемократскиот сојуз и за кои што веќе, како што слушаме, има договор? Дали тие членови на таа Комисија за избори и именувања знаат дека таму ќе се преговара и за јазикот кој што треба да биде официјален на територијата на цела Република Македонија? Дали тие членови на таа комисија знаат кој дел од химната треба да се смени во согласност со вештите лица и експертите внатрешни и надворешни од Република Македонија кои што ни ги предлага Социјалдемократскиот сојуз? Дали знамето ќе претрпи измена и кој дел од знамето ќе го смениме и што треба да се стави во целата таа работа? Членовите на оваа комисија имаат исклучително битна работа. Меѓутоа, она што е побитно е дека овие граѓани кои што излегуваат на улиците на Република Македонија, колеги од СДСМ ви праќаат одредени пораки. Очигледно сакате да ги минимизирате и се надевам дека ќе извлечете поука од целото тоа, затоа што оваа реакција која што имате на улиците на Република Македонија е граѓанска, од загрижени граѓани кои што се грижат за унитарноста и единството на Република Македонија. Благодарам.